Почитуван председателе на ДПС Мило Ѓукановиќ, почитуван заменик председател Душко Марковиќ, почитувани председатели на политичките партии и коалициони партии на ДПС и другите политички партии од Црна Гора, почитуван генерален секретар на Социјалистичката интернационала, почитувани делегати, драги гости, дозволете прво како премиер на Република Северна Македонија да ви пренесам топли поздрави од мултиетничкиот македонски народ, да ве поздравам сите, да ви посакам просперитет и успех. А секако и како председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, од името на социјалдемократите од Македонија, да посакам поддршка и поздрав од социјалдемократите на овој ваш 8-ми конгрес, да ви посакам успех во работењето на самиот 8-ми конгрес, успешни избори кои што ќе ги спроведете и секако само да потврдам дека вашата пријателска Република Северна Македонија го почитува тоа што под раководство на председателот Ѓукановиќ и ДПС ја донесовте независноста на Црна Гора под раководство на председателот Ѓукановиќ и ДПС. Ја направивте Црна Гора да биде членка на НАТО и под раководство на Ѓукановиќ и ДПС сте лидери во интеграцијата на Европската Унија на Западен Балкан. Ова лидерство кое што го имате овде во регионот е лидерство кое што е изразено и во просечната плата која што е таргет на сите левичарски партии од целиот наш регион, а верувам и во Европа. Вие сте и лидер по економскиот раст на бруто домашниот производ во целиот овој наш регион. И јас верувам дека тоа лидерство и ќе го одржите во иднина, затоа што левичарските политики дефинитивно се политиките на прогресот и просперитетот на целиот овој наш регион, но и на цела Европска Унија, каде што единствено припаѓаме сите ние земји од Балканскиот полуостров или од овде, од Југоисточна Европа. Сакам исто така да споделам со вас вредности кои што во Република Северна Македонија ние социјалдемократите ги правиме, секако споделено искуство заедничко, а тоа е борба за поголеми социјални поддршки и помошти, борба за поголема просечна плата, борба за поголеми вредности и поддршка на пензионерите, борба за повисока минимална плата и борба за подобар и достоинствен социјален живот на нашите граѓани. Јас верувам дека Црна Гора, начело со ДПС, председателот Ѓукановиќ и премиерот Марковиќ, ќе продолжат да водат вакви прогресивни левичарски политики, затоа што времето на национализам, популизам па и радикализам помина. 21 век сме, почнуваме третата деценија од 21 век и верувам дека само прогресивните левичарски политики ќе бидат иднината и на целиот овој наш регион и на Европската Унија. Во тоа име ви посакувам секако успешен конгрес, да продолжиме да ги водиме левичарските политики, но истовремено и ќе повикам на една нова преокупација која што има овде во регионот, а верувам дека барем еден дел од овде од присутните ќе ме поддржат. Ние тоа веќе го донесовме како одлука, верувам дека и ДПС, па и Црна Гора во иднина ќе го носи, а тоа е да имаме комплетен дженџер баланс, 50-50 жените и мажите во политиката, на листите на парламентарните избори, а секако и уште поголем простор за младите луѓе. Нека е успешен конгресот, ви посакувам успех ДПС, успех Црна Гора. Благодарам.